Одиме директно во последната минута од надпреварот. Орландо има 4 поени предност, 76-72. Хардавеј е во напад и фаулиран од, да видиме, Дерек Харпер. Тим Хардавеј, 40 на секунди до крајот на средбата и ситуација кога домашниот тим Орландо има 4 поени предност. Хардавеј ќе оди на линијата за слободни фрлања и сега дилема за Чак Дели, доколку Тим Хардавеј ги погоди двете слободни фрлања. Дали да се оди на брз шут за да остане време и за нов напад на неговиот тим, или пак да се јаде времето, да се оди полека, да се користат сите оние 24 предвидени секунди. Еве тајмаут за Чак Дели. 2 поени предност за Орландо Меджик. На Тим Хардавеј не му затрепери раката при овие слободни фрлања. И се враќаат играчите во терен. Забележавте скратување од 20 на секунди. Нешто преку 21 секунда сега до крајот, истиот резултат. Напад за Мајами. Тоа што Рајли во оваа ситуација највеќе би го сакал е да создаде игра во која би биле вклучени Хардавеј и Морнинг против своите чувари. Една едноставна игра 2 на 2 во која би биле вклучени неговите две звезди. Но за секој случај тука се и неговите најдобри шутери од далечина Маерли, Ленард и Бери. Топката во игра ќе уфрли Ден Маерли. 2 поени предност за Орландо Меджик. Хардавеј. Половина работа е свршена, топката е кај Тим Хардавеј. Да видиме. Маерли, еве топка за Алонзо Морнинг против Дени Шеис, бие, не успеа да погоди. И под кошот тамо ќе има лична грешка, да видиме само кој е фаулиран. Дали играчот што се најде на паркетот или пак Вошон Ленард, а личната му е досудена на кошаркарот со број 3 во тимот на Орландо, Оли. Да видиме уште еднаш. И имаше, условно кажано, чиста ситуација Алонзо Морнинг, а фаулот е над Вошон Ленард. Сега на Мајами му треба 2 прецизни слободни фрлања. На половина пат до израмнување гостинскиот тим. Оли, ова е дебитант, руки од Конектикат, што сезоната ја започна во CBA лигата и потпиша 10-дневен договор со Орландо Меджик. Да видиме, ќе има ли израмнување. Вошон Ленард. И со многу среќа за него и за Мајами резултатот израмнет. Тајмаут за Чак Дели. Двата тренера безброј пати биле во ваква ситуација во финишот од надпреварот. И интересно, и двајцата најчесто победувале. Овој пат еден ќе загуби, ќе видиме кој има повеќе знаење, умешност, а на крајот ако сакате и среќа. Во напад домашниот тим Орландо Меджик. Камерите го следат Ник Андерсон. Најлогичното решение во оваа ситуација за Чак Дели, за конечен шут, за конечен удар кон противничкиот кош. Длабоко повлечен тамо зад теренот Чак Дели, но да видиме нешто преку 7 секунди или ако сакате нешто под 8 секунди до крајот на надпреварот. Орландо е на домашен терен. Харпер. Марк Прајс извлече, доби топка, Прајс ја губи топката и да видиме. Побара тајмаут Алонзо Морнинг на 1,5 секунда до крајот на надпреварот. Марк Прајс повлечен на клупата, ја загуби таа топка во најнезгоден момент за неговиот тим. Видовте и самиот одмавнува со главата во неверица дека тоа не му се случи на еден така искусен кошаркар. И да видиме сега. Ова се најдобрите шутери во тимот на Мајами Хит и најдобрите стрелци. Вратено е времето, значи не цели 2 секунди, би рекол доволно време да се упати удар. Топката во игра ќе уфрли Брент Бери. Обично играчите се групираат на едно место за да може еден од нив да истрча, да прими топка, користејќи го блокот на другиот. Ова е опасно додавање на Брент Бери. За малку ќе беше пресечена оваа топка. Еден од познатите знаци на Пет Рајли, најчесто тоа го покажува во финишот од надпреварот,
некоја игра на триаголник, но да видиме. Истекоа значи 7-8 десетинки при ова додавање. Сега 1 десетинка преку секунда за овој шут на Мајами Хит. Консултација меѓу судиите. И еве го повторно она групирање во рекетот, да видиме што ќе се случи. Вошон Ленард истрчува надвор, упатува удар и погодува со звукот на сирената. Но судијата е со расширени раце, што би требало да значи дека кошот на Вошон Ленард не важи. Да видиме, еве притисок и од Пет Рајли. Каква одлука на крајот ќе донесат судиите, се повлекува Рајли на клупата. И главниот од тројцата судии ја превзеде одговорноста на себе и покажа дека кошот важи, значи победа на Мајами Хит со 78-76, а од овде убаво се гледа дека Вошон Ленард ќе исфрли топката точно во последната десетинка. Значи победа на гостинскиот тим 78-76. Одиме со статистика.